Со програмата за прекугранична соработка што Македонија ја реализира со соседна Бугарија, а во која нашата општина за свој партнер од бугарска страна ги има општините Разлог и Гоце Делчев, се планира да се реализираат два проекти, за кои би требало да се добијат средства во висина од близу половина милион евра. Предходно, согласност за аплицирање за средствата од европските фондови даде и Советот на општината, па после аплицирањето на конкурсот се очекува и практична реализација на планираните активности. Фокусот на програмата е ставен на заштитата на животната средина, на промоција на туризмот и на поттикнување на економскиот развој на пограничните области на Република Македонија и Република Бугарија, така што и проектите со кои аплицираше нашата општина главно се држат во овие сфери на делување. Во приоритетната оска животна средина проект за дорегулација на Кочанска река и дорегулација на Јазова река во Разлог, во партнерство со општина Разлог. Вредноста на проектот е 400.000 евра и во вториот проект се однесува на реконструкција на туристичко-информативен центар Пониква и туристичко-информативен центар Попови ливади во општина Гоце Делчев. Во проектот што се однесува на туризмот, општина Кочани се јавува како водички партнер, додека партнер е училиштето Свети Кирил и Методи од општина Гоце Делчев. Вредноста на вториот проект е во висина од 490.000 евра, од кои нешто поголем процент треба да добие нашата локална самоуправа. Освен општината, своји проекти со кои аплицираат подготви и училиштата, а намената на средствата во најголем дел е за подобрување на енергетската ефикасност, при што партнери им се слични образовни институции од Република Бугарија. Покрај Кочани, во програмата за прекугранична соработка се вклучени и другите 10 општини од источниот плански регион.